Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Оваа емисија веќе во етерот оди преку 10 години. За овие 10 години изградив навистина голема фан база, поточно вие, почитувани гледачи. Да не бевте вие, едноставно и оваа емисија немаше да биде олку долговечна. Во нашето дружење минавме и изгледавме многу гости, но секогаш на прво место беше македонскиот народ. Поточно, вие со вашите јавувања, со вашите размислувања и дававте посебна боја, посебен тон на оваа емисија. Во меѓувреме знаете дека низ оваа емисија, низ тие јавувања, неколку луѓе стана и општо познати. Општо познати според својот глас, според своите ставови, според она што го говоре и го кажува. Знаете дека подолго време во емисијата се јавува Чичко Илија, или господинот Илија, или Илија, човек кој изворедно се го познава аграрот, земјоделието и сето тоа што е врзано со таа тема. Знаете дека долго време го терав и го убедував да дојде како гостин, затоа што искрено чувствувам дека неговото големо знаење треба да биде спакувано во едно интервју. И конечно, после толку години на тегање, Илија Ивановски гостин во студијата. Добро вечер. Добро вечер, добре дојде. Па вака сега, Мило ми е што конечно вака. Твојата емисија како купна шампиони. И сега требаше време во финале да влезам, па да дојдам кај тебе. Така доживеш ти, благодарам многу. Благодарам за комплиментот. Господине Ивановски, мене ме интересира, еве сега, пред да почнеме за темата, вечерва ќе разговараме за аграрот и сите аспекти, ме интересира, што сте вие по професија, што работите, малку библиографски податоци ваши. Јас сум роден во Битола, 46-та година, инаку на привремена работа во Скопје. Работев во Скопско поле 20 години, 3 години во млекара и потоа отворив приватна фирма, Викторија Импекс, али поради ипсисивни причини Радо банка ми ја затвори фирмата. Потоа отворив друга фирма и сега добро ми оди. И обично работам со бизнис на Доријанската маслинка и извезуваме некои земјоделски производи во околните земји претежно, а исто така едно 3-4 години извезувавме смрзната пиперка во Аустрија. Смрзната пиперка? Да, смрзната пиперка. Не сум знал дека постои такво нешто. Да, постои во Куманово, фабрика има, Делфуц Куманово, каде што се мрзне пиперката, први се откупува, конкретно Цирково, се мрзни и во пакети од 10 кила се носи во онака која компресирана е целата или баш онака цела како што е? Има на пример ролен, која на пример се отделува една од друга, има гриз која тути фрути на тремаци измешана е. Значи и втора класа е. А иначе е прва класа и добро испративме на 16 камиони, али партнеро бараше влакно во јајце и са, знаеш како е. И му дадовте јајце? Не, му дадовме. А кажете ми, како оди бизнисот со маслинката? Па благодарејќи на тебе, бизнисот на маслинката последно време доста оди. Ние имаме околу 40 хектара маслинка. Сакаш да кажеш дека се зголеми интересот, дека... Како не е зголем интересот, 50% е зголемен интересот кога ти ги покажат двете маслинки. И сега, например, имаме ние 40 хектара маслинка, која е, например, калем руски, за да издржува ниски температури, а горниот дел е Доријана. Значи, аткокона сорта во Доријан, тоа го прави Киро Киров, специјалиста на единствен. Сакаш да ми кажеш дека калемите, дрвото, коренот до негде е една врста, а над тоа е друга врста. Да, па затоа што овај таа повеќе од минус 10 степени не може да издржи. И затоа ние направивме некои финти, направиме еве на пример маслинката, таа се вика Никитскаја 2 од Русија. Никитскаја 2. Така. И горниот дел е од Доријан. Имаме неколку 40 хектара. Тоа се негде на 1 хектар 40 дрва, во просек од 40 до 60 кила на хектар, значи на дрво. И така, добиваме негде околу 40
негде околу 200 до 300 тона маслинка. Каква компанија сте? Па компанија, ние сме дистрибутери тројца и таму се вработени 5 души. Така. И сакаш да ме кажеш дека баш ми е мило, немав овој податок, пријатно ми изненади, бидејќи, нели, да имаш домашна маслинка, кај нас знаеме како се трошат Па и маслинките. србите не веруваат, ни бугарите не веруваат, ни хрватите, ни чесите дека во Македонија има маслинка. Треба да му однесиш лименка, па да викаат, оу, има маслинка. Еве, ние направивме еден извоз во Бугарија. Задоволни ли се од вкусот? Тај малце специфична е до иранската. А ви незадоволни, тие не виделе така квалитетна маслинка. Од Турција и од Грција се носи маслинка, Јанко. Која е бојосана, малце гледам. Па сега на таа, ти имат милиони тони се ако чекат да ферментира, и им треба за една реколка 5 години. А кај нас ние малце селски наивно ја правиме технолошки, добра технологија е, со вода, сол, морска сол, јаболков оцет и масло. Зејтин. Така. И таа си седи неколку месеци, после И таа ферментира. ферментира и да. Да. Потоа имаме значи солена маслинка со 4% сол која пуштаме во продажба, особено ја сакат србите и бугарите, а кај нас ќе оди натурало. Ние сме научили маци од турците таква натурална маслинка, таа е посолена, али сега веќе гледам во конзервите што ги донесов тебе кај тебе, што ги покажа, ќе барат конзерви. Многу е практично. Ма не, да, со капач е отвораш пластично, па си има пластично капач, затоа што кога ќе ја купиш. Ама и на 50 степени можеш да оставиш. Така, и не можеш треба да ја префрлаш. Јас знам од практични причини. Вака ја отворив так, капак у фрижидер. Зашто фрижидер? Стави и на балкон на 50 степени ништо не му е. Еве ако се покачи нешто, ако се расипи, 3000 донесам јас. 3. Кажи ми, ова тефтерчево, што ти е? Тука си имаш подсетник, си ви Не, подсетником и овде мене. Добро. Јас работев за оваа емисија, па скоро 12,5 години се дружиме. Цела емисија ќе ти ја посветам тебе, ти сакам и мене да ме научиш некои работи, бидејќи нели се сретуваме. Колку што можам и колку што знам. Да. Не само мене, туку и гледачите, затоа што е дефинитивно аграрот е нисам иднината на фабрика под отворено небо. Да, буквално. Ние не сме свесни колку аграрот може да запусти луѓе. Ќе одиме веднаш на тоа. Сакам да те прашам, од кога ми се јавуваш ти у мене во емисија? Па ја ти се јавам, Јанко, кога беше во наша ТВ. Негде од 2002 или 2001 година. Кога почна? Значи, вака, ја почнав со Гутенбергова галаксија во... Ама како јади бурек ме праша сега? TV4. Не, како јади бурек како ме праша? јади бурек на Skynet телевизија. Или на Skynet телевизија. Не е важно на која телевизија, дали на CNN или на Skynet или на ТВ. Памтиш? Како не памтам, јас си ги пишам сите, 379 пати ми е ова денеска. А ова денеска не е јавување. Не е јавување, денеска е прво. Прво. Гостување. Да, и си го запишам. Денеска 11 сме. Не знам. 11. 6. 2014 година. А кажи ми... Мето дојам во Бразил, дојав кај тебе. Точна ти е бројката дека 370... И како сега јас, например, си имам едно тетарче, Добро. Како што си бележам што трошам во дено пари, така си бележам. Па пензионер, секој динар треба да го бележиме кај оди. А после да не се вадиш од памет кај си го потрошил? Да. Аха. 379 пати си се јавил во емисија. Во емисија. Вау. И некој пати ми имаш прекинато, последниве 2 пати се јавував за некои работи кои навистина беа интересантни за јавноста. Дури имав намера да ти забранам, откако се договоривме дека ќе ми гостуваш, да ти забранам јавување. Ама тоа ќе ти ставам бомба во студиото. Бомба. Буш-пукла бум. Затоа што веќе кога си гостин, веќе не можам да те третирам како гледач. Но, не е проблем тоа, понатаму ќе да се вратиме на аграрот. Ајде да почнеме од земјоделски обработливите површини во Македонија. Сега вака, може ли она што се договорив нега? Ништо не сме се договорили. Не се договориле така. Значи, јас сакам да дадам една слика. Повели. Значи, наградот од периодот од 1960 година до 1990 година. Повели. Кога беше комунизмо или социјализмо. Кога, например, имавме планирано производство и планиран пласман. Значи, нема ни проблем за пласман.
Директориве нема проблем за како сега на пример да можат да го пласираат. Ако ние во Скопско поле кој ќе се јави од сека дека морате да имате 3200 килограми пшеница или 3500 килограми јачмен, ајде да видам да немаш, мора да имаш 4 откос и луцерка, можеш да имаш. 2500 до 3000 килограми сончоклет мора да имаш. Како ги правевне, што ги правевне, тоа ќе ми требаше 2 емисии. А јас на нива сум бил по 15-16 сати, имав едно стапче толкова големо и мерев длабочината на орањето. Отијанко ако земиш на сунгер во висина од 15 сантима и ако натопиш во вода, ќе собери 2 литра вода. Ако земиш сунгер од 5 сантима, ако натопиш во вода, ќе собери 200 грама. Така нашава земја, бидејќи е 90% смолница, не и треба 2000 литра дошка ова година што падна, за да долната влага се спои со горната влага. Ова година е идеална за пшеница, за јачмен, дури во оние реони, каде што е Свети Николе, каде што црвена Штип, каде што, да кажам, само улав човек може да сее пшеница и јачмен. Затоа што таму семето не може да го извади. Значи, приноси се многу мали. 1000 до 2000 кила, 500 до 1000 кила сончоклет, и тоа е така. Сега, например, после има период од 90 до 98 година. Толку само за овој период? Дека само било координирано едноставно од центри? Па види Јанко, например, кај нас например ние се перцепира дека аграрот беше прилично развиен во тоа време. Видете, имаше например аграрот, јас тука носам преку 16 комбинати, добри. И тоа во рамките на Југославија одлични, дури во европски ранг. Значи Зик Малина, Крива Паланка, да почнеме од најсеверниот дел. Па Зик Куманово, Зик Тетово или са Полок Тетово, Зик Скопско поле кај што бев јас вработен, Агрокомбинат Лозар од Велес, Агрокомбинат Тиквеш Кавадарци, Агрокомбинат Повродарија Неготино, Зик Овче поле Свети Николе, Зик Црвена звезда Штип, Зик Брегалница Кочани, Зик Анска река Валандово, Зик Изворски Богданци, Зик Прилеп, Зик Битола Пелагонија, Зик Пелагонија Битола, Малеш Берово и Радовишко поле. Што бе карактеристика за овие комбинати? Од нив имаше 4 како Барселона, големи, или како Реал Мадрид. Тоа беа Зик Овче поле, Зик Брегалница, Зик Прилеп и Зик Пелагонија од Битола. Со 18 до 20 000 хектари земја. Огромни површини. Во понеделник ќе одиш на орање, во сабота ќе се вратиш. Што површини беа огромни. Си да мака пластично. Имаше на 7-8 комбинати кои има од 5 до 6 000 хектари површини, како што е Куманово, Скопско поле, Лозар, Кавадарци, Поврдарие. И неколку комбинати кои имаја од 2 до 3 000, беше Зик Брегалница Кочани, Анска река, Малеш Берово, Радовишко поле Радовиш. Али сите работеа. Вие директориве нема толку квалитетни, али имаше многу квалитетни развојни служби. Развојните служби, јас сега да споменам, во таа развојна служба имаше служба за заштита или фитозаштита, кај што работеа многу квалитетни агрономи. 6 класи попаметни од директорите. Например, да го споменам еден Диме Златев од Кавадарци, беше генија за заштита на лозарството. Се ми чини уште нешто работи, дали приватна. Па еден покојниот Делев во Вино Југевгелија. Па Михата, не знам дали е жив битолчанец. Тоа бе гении кои ние дискутиравме во Нови Сад на Саемо, германците бегаја од нас, или англичаните. Значи, ние со своето знаење ги фрапиравме. Се знаеше, Јанко. Например, оти заштитата е фундаментал, главен фундамент во се може да направиш. Ако немаш добра заштита, џабе е, значи, тие работата. Што значи тоа заштита? Па види, тоа се заштитата, тоа треба едно растение да го заштитиш. И се заштитува тоа од болести, од штетници и од плевели. Да, мислам, заштита знам што значи зборот, туку што подразбира како процедура и процес. например, од плевели. Например, од плевели, во пшеницата и во јачмено, во сончокледот, ако јас проценувам, например, дали треба на таа поврсела да ја заштитам или не.
И одам, гледам дека има плевели, и кои плевели, има таму плевели кои не делуваат сите овие хербициди. Ако е бифората која е многу тешка, мораш да третира со бамвел. Ако има, например, булка, ако има синап, може да третира со МЦПП или МЦПА, хормин, кој го имаше охис. Синапот се смета за... Синапот врие во пшеницата и во јачмено. Ама тој лоша работа што ние сега не го сееме синапот. Што ни го барат нас за семф, од него се прави најбавиот семф. Па токму Подравка ќе ти го земи, грците ќе ти го земат, германците, ама не го сееме. Нити го сееме, нити семф правиме. Не можеме 1000-2000 хектари и се добива околу 3 тона. Цената е перфектна. Зашто не го сееме? Па, министериве што биле, можеме да ги наредам кои биле министри. Иван Ангелов беше прв министер. Беше тоа во експреската влада. По него Евтим Манчев, Бог да го прости, тој беше професор. И така, Никола Паракеов, директор во Тиквеш, па да стана, Киро Докузовски, Владимир Џербиски, малце беше 6 месеци, Маријан Ѓорчев, кој навистина према она што дам по селата, го смета за подобар министер, може и најдобар. Па дојде Славко Петров од ЛДП, Саду Адурако од ДУИ, Аци Спасеновски од Социјалистичката партија и на крај Лјупчо Димовски. Сите си има некои белекали тука, овие Маријан Ѓорчев и Евтим Јанчев, малце ги издвојувам како вака нешто што повеќе направиле, и Лјупчо Димовски последниот за земјоделието во Македонија. Затоа што, например, имаше еден ред. Во понеделник идеја сточарите, во вторник идеја глинско-пекарска индустрија, во среда идеја лозарите, во четврток идеше идеја... Кој се таму? Добро. И во петок идеја Сојузо, начело со Вило Тантаров. Што ова треба да мене ми значи на гледачиве ова што ни го кажуваш? Што тоа значи? Министерот треба да има ред. Например, не може, например, ако некој директор најаве некој министерот да чека 2 дена да го прими. Или да му речи, например, дојди во 12 и излегува надвор, му вика, јас одам во Новицата саем. Тоа не е фер. А се случувало такви работи, јас слушам од колегите. Добро, зошто е тоа важно сега? Не е важно сега тоа као анегдота и да можеме се... Па тоа е татко на земјоделието, Јанко. Тоа е татко на сите земјоделски комбинати. Добро, и што со тоа? Се добива у ефикасност? Се добива у ефикасност, како не, например, од 98 година до 2002 година имаше околу 1.200.000 овци. Види, малце скокаме од тема на тема. Добро. Ја те замолив да почнеме првино од обработливото земјиште. Колку има во Македонија, колку се обработува? Па вака, во Македонија... Постепено ќе идеме, нели, од земјоделие, па ќе се префрлиме на сточарство, на сето тоа што аграрот го опфаќа. Еве да започнеме првино од ова земјава, што викаш, фабрика под отворено небо. Да, например, Македонија има околу 600.000 хектара обработливо земјиште. Се обработува некаде околу 400.000-200.000 хектара се така, треви, напуштени, зашто сите дојдаа во Скопје. 200.000, колкава е таа површина, да речеме? Па како тоа се 10 зиг пелагонии по 20.000 хектара, што може да рани 100.000 фамилии, по четворица 400.000 народ. Еве невработеноста тука во Македонија да ја покриеш. И да увезеш народ за вработување од надвор. Да, од Кина. Да, од Виетнам. Или од Румунија. Значи, тоа е... Зошто не се обработува? Дали ни фалат овие комбинати кои ги спомнува? Ама види, нема села, Јанко. Преку 1000 села се исчезнати од картата на Македонија. Во тие села порано имаше, например, Мариовско или Кичевско, Демерхизарско, имаше по 7.000, 10.000, 15.000 овци. Сега Македонија моментално има 300 до 400.000 овци. Значи се напуштија, сите дојдоа во Скопје. Скопје од Паланка од 150.000 народ, бидејќи ти си роден во Скопје, стана 700.000 надоен град. Тоа не е случајот со Лјубљана. Лјубљана 200.000 имаше тогаш, 200.000 си остана сега. Секој не можеше да добие жителство во Лјубљана. Ние ги напуштивме селата, тоа е катастрофа. И второ, што на луѓето 50-те години се вршеше еден геноцид. Им се земаше земјата, им се земаше
им се колеа козите, она што треба. Мора да влезе во задруга со по притисок, што не оди. И селенецот потpuno се разочара и напушташе, идеше да работи во Газела, во металски завод Тито, во железара, колку да закрапи крај со крај и тоа. Има ли сега враќање на народот? Дали гледа, откако веќе и државата се вмеша со субвенциите, со се посигурен пласман, со отварање на откупни центри, дали има тенденција на враќање кон земјата за се повеќе и повеќе барање за обработливо земјиште? Ма само удов човек сега нема да се врати. На владава на 100 и кусор милиони евра субвенции. Тоа го знаеме. Да не се врати назад. Има. Каков е трендот? Има, ама не е како што сакам јас. А како би сакал ти? Јас би сакал, Јанко, вака. Например, едно село, можем да споменам тука, има... Не мораш, не иди во детали. Кажи ја... Едно село, по мене, јас да не идем министер, тоа не може во главата да му го ставам. Едно село треба да има една нива. Например, 1500 хектара, ја карикирам, Радобор. Да бидат една нива. Една нива, една култура. Например, Радобор, да се е само пченка. Могила, да се е само патиџани на отворено, значи без колци. Ова е американскиот систем, ти што ме го збориш. Не американскиот систем, е многу логичен систем. Еве зашто. Тоа е акционерско друштво. Он има цела држава која е предодредена, например, на одгледување пченка. И цела пола држава одгледува пченка. И кој идеш таму, едноставно само гледаш полиња во бескрај со пченка. Ама Јанко, ние што правиме со... Добро, значи идеш на тоа да едно село има еден одреден простор и одгледува една култура. Една до две култури, ако една така потврди, да. Например, еве Могила, да се е патлиџан, кој навистина раѓа патлиџан индустријски, и немаме доматно пире. Кај нас никој не произведува доматно пире. Никој не произведува. Се од Кина се носи. Да? Да. Не е ова што го купуваме од домашни фирми. Македонија, Бонум. Македонија пак и не постои. Македонија се расформира пред 3 години, значи таа е перфектна фабрика, имаше може најквалитетно доматно пире во Европа. Зашто македонскиот ликопен кој го содржи патиџано, тоа на твоја емисија се јавив, Господ ја створи таа земја, имаме непак е ликопен на нова земјина кугла. Неквалитетен. Најголем оксидант. Добро, значи, ме изненади, мислев дека сиве овие продукти кои ги конзумираме од овие фирми кои стојат се уште, бидејќи се уште ги има на рафтови и така натаму, дека тоа се наши домати, дека они ги цедат, ги обработуваат. Па Јанко, еве сега, Струмица не работи фабриката. Зора Гелија не работи. Роско е еден најголем гигант во Росоман, кој може се да направи, само дете не може да направи од пиперка и од патлиџан. 7 години ради разни бирократски работи седи празен, а може да државата да го земи, да го обнови, да го направи и сите производи тука се носат. Се прави сок од кајсија, се прави сок од праска, а не на... Они ги имаат како ја имаат имаат, например, во Дено базен има кај што може 800 тона доматно пире да преработи. 4 асетични глави. Тоа е нешто чудо. Таква фабрика нема на Балканот. Тоа е, например, фабрика на 25 век. Ама не работи 8 години. Последното доматно пире го направив јас. Негде околу 3000 тона од Могила патиџани се направи и се однесе кај што се однесе. И прекина тама. Имаше некој увоз-извоз, собственикот на фабриката и во тие бирократски работи сата не работи. Што штета да не работи. Единствено што може да произведи ѓус од кајсија, од праска, од јаболка и бистри соки. Да не купуваме концентрати од берзи. Ние земаме од Австрија концентрати со 60% брикса, ставаме вода и шеќер и сега некои фирми природно си е природно. Ами ја станам кај тебе да кажам од кај е природно кога ни една фирма во Македонија не произведува кајсија. Па токму тоа сакав да кажам дека застани пред било која фабрика што произведува сок, нема да видиш како влегува камион со овошје. Што е за мене логиката, нели? Ако е природно... Само фруктал во Скопје. Така. Во Моране. Обработува... Таа фабрика беше на Скопско поле, јас како стар агроном, ние направивне, али од такви способни директори имавне, не може да најдат вода. Како словенци да најдат вода. И си работат 10 години и откупуваат. Значи во процесот е потребна квалитетна вода. Па вода, сега ние не можеме да најдеме вода.
На 21 век вода не можеш да најдеш. Значи, да заклучиме. Имаме 200.000 хектари обработливо земјиште. 400.000, имаме 600.000 обработливо земјиште. Имаме 200.000 кое не се обработува и кое би можело да ги реши, ако и тоа влезе во системот, едноставно сите проблеми. Но, ти како да идеш кон една работа дека, еве што спомнуваш и со селата и со се, дека дури да обработуваме ние 600.000, ако не обработуваме по некој концепт, ние пак имаме проблем. А зашто да немаме концепт? Имаме ли концепт и дали ни фали и каков ни фали? Зашто постои институтот земјоделски? Зашто постои факултетот? На што докторираат тие професори? Ама добро, ја разбирам. Они треба да едуцират селјанцот заедно со Министерството за Ама не можеш земјоделие. на сила некому сега да го натераш. Ама не на сила, Јанко, мене ти, например, ако ми донесиш две бомонјери, мене од Бајадера, нема ти ги вратам, ќе си ги земам, така и некој ако децидеш да му кажеш, слушај Јанко, нова површина не била пшеница, можеш да посееш костен. Затоа што Има дури и такви радикални. Па имаме ние 9000 хектари костен пред 40 години. Сега имаме само 9 костења. Еден во Добро, Кичево. што стана со тие? Зошто немаме костени? Зошто немаме свилена буба? Зошто немаме афија? Зошто немаме кајсија? Зошто немаме Зошто круша? немаме кајсија? Епе ќе ти кажам. Кајсија немаме затоа што се јави еден инсект косус, толку голем беше и ја нападна кајсијата и јарвинија на болест. Ама затоа е науката да ја спасат. Имаме 50 професори на факултет, имаме во институтот. Зашто е науката? И во институтот. Крушата. Се сеќаваш ти само во Зелениково Марко, тој што беше командант кај Лазо Кулишевски, имаше 400 хектара под круша. Не се сеќавам. Извини. И Македонија имаше неколку 4 до 5000 хектари круши. Лозар, Зелениково, имаше некаде 7-8 хектари кајсија. Сега има кајсија кога да свари жената и жена ми дома. Толку. Зошто? Па кажав ова. А зошто не се спаси? Па зашо? Требаше некој, например, да кажи, од денеска во Македонија од Велес до Гевгелија, кој ќе сади пшеница и јачмен, доди затвор. Него треба се да сади кајсија. Бидејќи нашата кајсија, состојањето на каротино е најдобро во светот. Тоа тврдам. Со и диплома, ако треба, ќе изедам. И второ, кајсијата многу се бара. Фрукталото кај идеја, сум се растурал од јадење ме частеја во кафани, само да ја собера целата кајсија. Вишната кајсијата, фруктал си ја земаше. 200-300 камиони и туп на крај ќе ни вратија едно мало сокче по 40 денара. Тоа беа нашите директори. Али добро, се откупуваше. Барем не ја фрлае. Сега одам на пазар, гледам кајсија, што ти кажам, тоа не е кајсија, избушена, направена, малецка, 90 денари имаме пријател, барем дај да откупувам коските, од коските се прави ова што маслото и ќе откупувам коски. По 20 денари ќе откупувам коски, ќе го сомелиме. Имаме Доријан и ќе давам на тебе, на Петко, на Трајко. Масло ќе прави. Па скапо е, Јанко, 100 евра. Ова ќе ме кошта 20 евра. Како Значи ги изгубивме овие култури затоа што не ги заштитивме на времето како што треба. Памет. А сега па не се враќаат затоа што никој не ќе да инвестира, па колку треба една овошка и треба барем 5-6 години додека да стане плодна. Така. Види колку, например, државата, например, колку пари дава за многу пари државата им дава, например, вака се, за Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието, на лосот насад, многу пари дава. Например, 40.000 има, ова 4.000 има калеми, по 50 денари, тоа кошта негде, ајде кажем, околу 10.000. Праска насад, јаболков насад, се тоа, например, кои дават од 150 до 50% државата им ги плаќа трошковите. За нов насад. За нов насад. Например, колку треба еден нов насад сега ако се одлучи некој, имам, ајде ќе засадам кај си, ама треба време. Па околу 4 до 5.000 евра. Државата одма 2.500 евра ти враќа. Да, ама колку време треба ти да почнеш плодови да збираш од таа? Четврта-пета година. Четврта-пета година, така. Лозов насад. Да. 5.000 евра, ама државата ти враќа 50%.
Тоа е голема работа. Кој враќаше до 2006 година? Мисля да именка беше враќањето. Така. Сега овие, да кажам, премиерот ги разгали без земјоделците. Многу пари фрла. Затоа, ама, треба и тие малце се свесни. А зошто, например, исчезнаа некои култури кои беа во Македонија и традиција, како, не знам, афионот, свилената буба, зошто ние не се занимаваме веќе? Зашто јас те прашам, Јанко? Еве јас на пример во Скопско Илија, поле. немој уште еднаш да ме подпрашаш, ќе ја прекинеме, затоа те донесов тебе ти да ми кажеш. Види, јас на пример 75-та година посадив 40 хектара, посадивме со афион. Перфектна. Добро. И другата година, да? Ама кога почна малце да ни бара влакно во јајце, односно да малце да се живува. Почна со 1 евро, со 2 марки, па со 1 марка, па со пола марка. И паѓаше цена. Да, Ангеле Симов беше тој генерален директор, паѓаше цената и ние немавме економска рачуница да го сееме афионот. А афионот во Македонија на 2000-3000 хектари може се сее, да не купи алкалоид ни 1 кило. Му треба него за кодеини, за други работи тамо. Влегува во состава на тие. И сега сигурно купуваат продукти од афион од други земји. Па како не купуваат? Македонија нема едно стебло од афион. Дали е потребна некаква... Исто и со Сусамо, извини. Исто и со Сусамо. Сусамо, например, Македонија, ние од тун увезуваме од каде? Од Африка. Од Судан. Зашто да го везуваме? Кога ние може перфектен сусам од негде Кавадарци до Гевгелија, можеме сусам. Перфектни услови имаме за сусам. Исто така и кикириката. Зошто кикирика? Кикириката може, например, таа бара влага и квалитетна почва. Добро. Ние овезуваме сега исклучиво од Кина. Немаме кило домашна кикирика. Двај наоѓам тук и таму таа струмичката која е многу вкусна, ама се помалку ја има. Па се помалку се има зашто садат љубеница, па нема што да прават љубеницата, па мам премиере што да правиме или министре, ова. Па што да правиш? Па посади кикирики. Планирај колку треба да посади. Сакате да кажете дека полесно име одгледувањето на некоја друга култура заради и значи со по линија на помал отпор е се во ова. Не само тоа, Јанко. Чекај, за афионот ме интересира. Дали приватник денеска може да се одлучи да одгледува афион? Зашто не може? Па не знам заради нели катранот, евентуална злоупотреба, па никој кај мене не дојде тие 5 години дали сечам. Јас му сечам да си правам и да си го носам дома. Убаво е за брохитис, да му го дадеш децата. Супер, бре. И листо е перфектен за брохитис и за кашлица. Тоа и булката папаверејас, таа иста фамилија е. Таа црвената што гледаш во нивите. Значи, човек ако сака да одгледува нешто од ова, он може слободно да го одгледува без некому да му полага сметки, затоа што мислев дека потребна е некаква процедура, МВР, дозволи, контрола. Ни МВР идеше милицајци во шетаја, имаше порано милицајци. Идеа пешки, били бегово. Но тоа порано, зборам за денеска. Па денеска никој не се. Никој не се, зошто? Затоа што нема откуп. Па не знам, зашто нема откуп, нема интерес, нема некој да го едуцира, да му каже, слушај, дај не оди сопшеница со јачмен, тој реон, имаш од ние Македонија, во една емисија твоја кажав, ние сме со Кипар најсушно подрачје. Од 400 до 500 литра дож, тоа е катастрофа, Јанко, за една култура. Значи, не може... Па затоа сега ова што владата го предложи... А сусамот и афионот ја трпи таа култура. Затоа што владата сега ова што го предложи као прва мерка што ќе се инвестира во системот за наводнување во Македонија, тоа ќе биде една од најголемите инвестиции во земјоделието во Македонија, дефинитивно. Па тоа како да си болен, тоа е инфузија. Ако не дадат инфузија, отиде. Без наводување систем, земја кај што има 500 литра дожд, тоа е за мене абсурд. Зошто круши нема? Па ти кажав, се јави една оса, псилата, не псилата, и... Мислев дека тоа ми го говорите за... Не, инсекте тоа, не е болест. За кајсијата, таа и кајсијата е и кајсијата, косус, толкова голема имаше во самата стрж, и ние самите грешка си правевме. Ги дававме на ромите во Миладиновци, тие си гореа, дрва ги си чуваја, ама таја од ларва стануваше и маго, лептири си леташе. Ние требаше ома да ги гориме, да уништиме ларвата, додека се наоѓа во дрвото. Ние сами си ја направиме штетата. И сега каква е ситуацијата? Никаква, нема кај си Македонија.
А таа болест владее се уште? Нешто ќе владее кога нема кајсија. Нема кајсија. Нема кајсија. Ние подхитно треба бареме на 1000 до 2000 хектари кајсија од Велес до Гевгелија. Идеални услови имаме за кајсија, Енко. Идеални услови имаме за лешник. Стварно не ми е јасно зошто никој не се нафаќа во ова кога има и гарантиран откуп, кога има субвенции и кога е прилично исплатливо. Цената е добра на кајсиите во секој случај. Поготово еве ги гледам овие сушена кајсија што е 2 евра е килото кајсијата, русите чекаат само да имаш. Еве сега еден бошњак негде во околината на Велес почна, со го смо напред, 15 хектара кајсија и перфектни резултати има. Кога ќе видиш таа кајсија, ќе му идеме? Како Реал Мадрид со Вардар разлика премуваше ја продават. Кога ќе се очекуваат првите приноси од таа? Веќе има тој неколку години. Има, Има. Или да ме носиш таму да отидеме? Здраво живо. Да му отидеме здраво живо. Кога таа зрее? Август? Кога е таа? Готова е, Бенко. Готова е сега е она? Кајсијата? Да. Мислев дека се уште е зелена, дека јули, август негдека таму се зреваше. Ние... А тоа праската беше така. Види, Јанко, например, во Македонија, ние немаме многу овоши. Ние имаме само 3 култури кои можеме за извоз во серии. Тоа е грозјето, аставското, тоа е јаболката и праската. И акта е фабула, приканата е завршена. Толку. Не немаме ни круша, немаме ни кајсија. Немаме. А има потреба. И како нема потреба светот да имаш и 2 милиони тона ќе земи кајсија. Пара на кајсијата наша. Ти кажав дека има во неа такви антиоксиданти да се крени косата. Зборувавме со кога дојде во емисија. Да. Добро, Илија, ќе те замолам сега да направиме кратка пауза време, а веднаш потоа ќе продолжиме се разговорот. За градот е многу За важно. шо попрво? За градот ова да ме прашаш он. Со Илија не можеме да се договориме. 15 минути идат реклами, 15 минути не можеме се договориме. Илија, имам уште саат време од емисијата, нема да стигнеш све. Јас мислам до светското првенство ќе имаме време. Ама знаеш што вие ќе гледаш нема да коментираш ништо светско првенство? Нема ништо. Нема заинтерес. Значи, не се заинтересирани во оваа земја, никој не е заинтересиран за хумор Утре и ќе те забава. ударам со лименка погла маслинка, да знаеш. Удри Па ме ако ти сега, не направам е до мене. чорга, извини, ќе одговарам. Така да ќе си работам со овие овдека во овој пријатен амбиент во Сител, јади бурек цело време. За фудбал ве оставам со Калински, уживајте си. Така си баравте, така си добивте, ваше е. Така, како на избори. Сакавте Калински, Калински си го одбравте. Респектирам Калински. Сега ќе ти го цитирам Аристотел. Знам дека ништо не знам. Добро. За аграрот има една важна работа, секогаш, а тоа е земјоделска карта. И сите земји изработуваат такво нешто во нивните, за да може да се планира производство и слично. Дали Македонија има своја земјоделска карта? Нема. Јас на сите овие 8 министри му викам, направите земјоделска карта. Зошто е таа важна? Што значи тоа? Например, во Реоно, на Полог, треба да седи пченка и граф. Во Реоно на Охрид треба да има цреша, да има Вирџинија Брајд, сега тутунот, што го донесува Филип Морис, е голема работа. Во Реоно на Битола, во 30 села кои имат 40.000 хектара, да се јачмен, пшеница, шеќерна репа. Значи, треба да се... Таа карта треба да биде на некој начин насока, што треба, каде, како да се одгледа. Насока и едукативна, и реална. А сега е оставено едноставно пазарот сам тоа да се... Стихино. Стихино. Да, и се институтот не работи како што треба, факултетот замерка му даваме не работи како што треба. На подрачните единици треба да бидат најсалам луѓе, значи квалитетни нема. Еве во Кавадра цела да им е. Има добар тим во подрачната единица и воопшто на Киселово да има добар тим. Кај што да на други места, му викам добро, кажи му тука нека сади кајсија, шо пшеница. Абе, не можам да се разберам со него. И се прекинува дискусијата. Значи, земјоделската карта колку е комплицирана работа ли би било? Не е комплицирана. Ова треба некоја научна пак анализа да биде... Ама не е комплицирана. Многу е проста. Например, да се излези на терен, еве на екипа 5-6 души, академици, професори, стручни лица, заедно со Сојузот таму на говедари или на земјоделци, јас ќе одам ако треба. И сега ќе кажам, овој реон не го бива за тоа.
Ова реон, ова го бива, ова реон, ова. И, Јанко, со тоа се добива приноси, со тоа знаеш што гледуваш, знаеш дека нема да потврлиш. Обично, ја имам присуствувано некаде почеток на 21. век, имаше делегација од Израел дојдене во Струмичкиот регион, каде што чув фрапантни податоци, дека количината по нивни цени на отфрлена неискористена храна од секаков вид само во Струмичкиот регион, поширок Струмички регион, изнесува околу 1 милиарда долари. Тоа е нивна проценка беше. Втора работа беше проблемот кој се исперцепира. Зборам за тој регионот и ја бев малце со таа делегација. Тие се 16 села тама, ги имам тука сите. Сакам да ти кажам, што е проблемот? Проблемот е таа стихиност, кога велиш, се базира на многу едноставни работи, на пазар. Значи, како помина ти лани, земав, зборам сега на памет, 2000 евра. И што имаше? Ја засадив селка. И сега тој, ако претходната година имал да, зелката по 30 денара, друго нешто, и он става зелка. И третиот става зелка. И наредната година цената на зелката им паѓа катастрофа. И они сега викаат, не знаеме, зборам за тогаш, што да се сади. И стихино се сади на некоја инерција и така натаму. Викаат дека количините на бостан останат. Љубеница, бостан е турски збор. Се извинува. Карпуз. Карпузи. Па ти ще ги споменувај. На лубеници е ненормално голема. И трета работа. Оние мали дињи, сладки, убави. Руска банана. Руска банана се медена роса. Не, медена роса не се толку убави, руска банана е поубава. Руска банана. Да, тој е хибрид кој навистина ние ги одгледуваме. Како не? Значи на документарец на Discovery на токиски пазар се продава на берза, на пазар кај што се продава риба, има земјоделски производи и тоа достигнува значи во мало продажба и до $100 една диња. Ние што онака си играме со незе. Тоа се ненормални работи, вака викаш, еден камион ќе го еден авион ќе го натовариш, па се исплати и све да го однесеш до таму да го истовариш. Чартер 400 тона може да ние затоа што го правиме аеродрома са во Штип. 400 тона патлиџани, 400 тона кутовска капија, 400 тона грозие, 400 тона праска. 5-6 лета така, толку имаме ние производство, Јанко. Македонија шпе. А ние немаме карго такви летови. Па треба да имаме, зашто го правиме сега? Не исклучиво со камиони, со ладилници или нешто. Ама многу е скапо. До Украина 4000 евра превозот. До Полска е 3000 евра. До Германија е 2000 евра. Значи, како би требало тоа да се... Овие се ефтини производи за скап превоз. И тога што е... Само авионски. Само авионски. 400 тона ќе ставиш. А откупниве центри сега што почнаа да се градат, еве, например, во Ресен ќе се гради овие од Дубај, ми се чини ли беше, од каде? Абе види, откупните центри, тоа е... Како ти кажам? Со све. Тоа е добро, али откупните центри требаше ние да си ги направиме, наши компании. Зашто дивизиите да ни од надвор? Сега... Зашто кајма кај некој друг да ни го земува? Сега, види. Нешто Агрокор, можеше, например, нема во Македонија луѓе кои можат да вложат 10 до 15 милиони евра да направат со линија, со се... Добра амбалажа, ние нема амбалажа, Јанко. Нашата амбалажа е уште пред 150 години. Каква е ситуацијата со компирот? Па, вие ти кажам, мене ми е срам као агроном, на толку субвенции ние увезуваме компир од Полска, од Турција и од Хрватска. Јас сум бил по пазари, по продавници, по пилјари. И ми рекле, господин Јелковски, не барајте, македонски компир, беровски компир, не постои, нема такво нешто, не можете да најдете. Ја викам, зарем можно? Па можно е. И они ми велат, нема, еве ви, ова е од Полска, ова е од таму. Ако видиш Валкан, е од Полска. Ти уште се комунизам таму. Ако видиш за Меракчис, или од Австрија, или од Турција. Турците се веќе 200 години напред во земјоделие од нас. А ние го имаме можеби едно од најубавите сорти, а тоа е беровскиот компир, кој мислам нешто повкусно не постои. Не сум пробал. Климата е таква, Јанко. Горе ние до сега за 30 години требаше да имаме наш хибрид на компир. Овие се стари сорти некои и на тој реон, например, можеме да направиме компир мал, сантим 2, тоа е за семе.
Ние се совсем го изуваме се од Холандија и се продава, види, 1000 евра тон. 1000 евра тон. Или, тоа е многу скапо, Јанко. Што, семето или... Семето, 1000 евра тон. Кој денеска земјоделец има да плати 1000 евра да направи од момат се плаќа компир на тон? А збориме за каков компир? Најквалитетна сорта? Хибриден, од Холандија, правен во оранжерии. Не е ГМО. А? Па, за да не е ГМО, не знам тоа, треба, има, за тоа, надали да испитат, јас мислам дека многу храна влегува ГМО во Македонија. Да, и покрај сите забрани. Абе, ние имавме чудо да направиме кога се појави афлатоксино. Сите земји, во Македонија, нашата пченка, бидејќи е суво, не може да има афлатоксин. И ние можеме нашето млеко да продадеме по $5. Само да има, треба да има маркетинг, бе. Како ти што направи за 12 години маркетинг, гледам си, така некој треба да направи маркетинг, дека нашето млеко е еколошки, и кравиото, и овчето, и козијето, дека нема афлатоксин, бидејќи се види како една смешна работа ме беше, јас сакам да се јавам во Здравје Радово и во Видовска млекара да му кажам како бе вие викате дека нема афлатоксин во вашето млеко, а има во Дукат, има во Индија, во другите. Од кај земаме храна ние од Србија? Значи, ние имаме 3 кила пченка. Сточната храна е од таму. Ако има афлатоксин во таа храна, мора преку млекото и тоа да испадне. Јасно. Значи, смешно ми беше, ама дека се јавам, што ќе се јавам сега, и таа прикана заврши, тој циркус заврши. Сакаш да кажеш дека сме прилично инертни во некакви агресивни настапи, све чекаме некој друг да ни го заврши, нема некаква иницијатива во такви настапи. Еве, например, што овакво, ај повтори ми да ми е јасно. Се произведува ли компир во Македонија? Се произведува. За 3 пати манџа да направиме јас и ти дома. Значи, тука да го најдам и одговорот зошто Македонија не произведува, например, чипс. Бидејќи ако погледнеш на рафтовине е поразително. Или е српски, или е турски, или е... Од Авганистан. Било каде, само нема наш македонски. Наш македонски производ, ако сакаш да најдеш, идеш кај теглите зајвар, кисели крестаички. И тука завршува целата работа. На себе витаминка Прилеп произведува чипс, го купува компир од Аустрија. Зашто го купува од Аустрија? Затоа што таму е 10 евроценти, 6 денара. Нас компирот да го произведеме, тука кај нас не кошта 15 денари. Не знаев дека ние Јанко имаме витаминка има, дека сме почнале со чипс. Ова ми е... Извини, не ми паднало на радар, не сум видел реклама, искрено да те кажам. Поима нема. Ние, Јанко, нас рак рана ние во земјоделието што имаме ниски приноси. Во сите домени. Еве да почнеме, например... Зошто има ниски приноси? Па ниски приноси има, саки ти кажам зашто има. Еве, например, да почнем со пшеницата. Добро. Пшеницата, например, порано ние во времето на комунизмот и социјализмот вадевме 3 до 3,5 тона пшеница. Значи имавте добра зацијата служба. Комплетна агротехника стававме 300 кила МПК, азот, фосфор, калиум. Прехранувавме со 200 кила кан или тарана понашки. И комплетна агротехника и длабоко се ораше. Бидејќи сушен период, треба, како што реков, со сунгеро. Да, за да има повеќе влага во земјата. Сега имаме ние 2000 до 3000 кила пшеница, страмота е. На толку субвенции, ано што дава Груевски, удава со 9000 на хектар за пшеница и 9000 на хектар за јашмен и 12000 за сончоклет. Ово ми покрива трошоците во агротехниката, орањето. Тоа се работи за стратешки производи. Нам како земја ни е важно. Па зашто реков не за земјоделска карта? Во тие реони, кај што пшеница кој ќе извади со 5 до 6 тона, нека не е се поарно. Една Бугарија има 6 до 7 тона. Војводина во најлош случај се 6 тона. 6 до 7 тона. Ова година во околината на Рума, прочитав еден навик, 12 леј тона. И јас како агроном инженер во Билимбегово, денешен Илинден, 78 година. Првата сорта Оровчанка, на покојниот Оровчанец, извади 7800 кила пшеница и 6500 кила јачмен. И пишеше во Нова Македонија дека Билимбегово е југословенски рекордер. Морим? Благодарејќи на што беше тоа? На комплетна агротехника. Значи, заштита, механизација, заштита, навремено реагирање при непогоди и така. Значи, со сите сатанати што викаме во Битола. Еве, спомна многу работи кои се во заштитата. Имавме скоро еден град кој видовме колку жесток може да биде.
Абе градот што падна, Да. јас 20 години на сите министри и кај тебе се јавам во емисија 12 години, тоа е земјоделска глупост. Јас тоа го викам. Значи, ние толку можеме со ефтини пари, 800 евра на хектар, да се стават 36 железни стопчина и една фамилија од двајца или четворица, која ако видат облаци, а се гледат облаци дека се гадоносни, да се покрие со таа мрежа, да се спаси и тутунот, и пиперки, и патлиџани, целокупно калинарство. Ама да зидам сега со суфле се фаќа риба, ако не го намачкаш. Така мат се бургарно. Значи, стопат е ветрувам луѓе, Македонија е рижно подрачје. Покривајте ги. Ај не покривајте, може скапо ќе ви биде праска, може ќе биде кајсија. Еве тоа сам те во Петрич, ќе те земам некој ден, има покриен и овоштарник. 4 метра висок, 15 хектара, да ти милина да го гледаш по ИПАР програмата. Прво нека покријат тутун. Зашто не? Којевски им дава 1 евро од килове, кај ги разгали. А 2 хектара, 2 тона се вади сува материја од тутунот. Тоа се 2000 евра само субвенции. Башка тамо негде околу 200.000 што ќе земат од тутунот. И сега да не го покрие. За 800 евра кој таа жиста ќе им траи, да ти кажам, може 50 години, та не се расипува, пластична жица. И да паѓаат комети, метеори, ништо нема да му види на тутунот. Ама и хедрарството. Може и хелозарството, гледам се столчиво сега тамо лозарството. Па покрите ме, направите нешто, некоја иницијатива да се даде. Што е меѓа? Меѓа тоа е селска глупост или, како ти кажам, Чекај, карцином, земјоделски карцином. Тоа е еден простор Ми рече сакаш да збориш за меѓи. Да. Ја не знам што е меѓа. Меѓа е, например, необработена површина метар 2 меѓу брат ми и брат ми. Добро. Или Вујко и Стрико. Добро. И сега Затоа го нарекуваш глупост дека е. земјоделска глупост невидена. Така. Сега овде има 8 декара, до него брат му 6 декара, а на 500 метра има иста квалитетна почва, например, прва класа или втора, и да му речеш, слушај бе, Киро, дојди да се смениме, да ти го дам јас тебе таму, ти ми дамеш овде, и да направиме една парцела од 3 хектара. А не да се моткам со трактори 6 пати лево-десно. И второ, тоа е карцином. Извини, дека се губи многу време и енергија заради тие... Ама 60.000 хектари под меѓи имаме. 50.000 фамилии можеме да израниме, Јанко. Само од меѓи. Само од меѓи. Зашто меѓата е? Зашто? За инат помеѓу двајца соседи. Тоа е, види, тоа е, како се, тоа е земјоделски карцином. Меѓата е, тука имат плевели, штетници и болести. Абе, легло. Така. Например, ако има синап, не се тој има обработува. милион семчина во еден свет, ќе се расоди, па следно година има синап. Па има синап, имаш меѓа. Штетници, болести, оттаму доаѓаат меѓата. Меѓа има во кај нас, во некои афрички земји и Афганистан. Нема друго место. Тоа е, например, Англија, Германија, уште во 10 век тоа го направија и Данска и Холандија. Што направија? Па да нема меѓи. Како направија? Па тамо иде наследува 100 души, најстариот син, наследува 500-600 хектари земја и тамо нема меѓи. Како може овој проблем да се реши? Па само со едукација, еве, например, премиеро направи лалда му е. Направи 2 за мене похални работи. Забрана на пушењето во кафани и фискализација. Добро. Со тоа му се врати со бумеранг, например 50-60 гласа, помалци има некој, ќе имаше он 700 гласа. Од пушачите, добро. Тоа идеа емисари. Јасно, добро, не е ако важно. не пушите, ние кога ќе дојме, ќе го ставиме да пушите и фискализација и се. Вие ќе попушите. И му се Добро. Сега на пример треба премиерот и министерот за земјоделие да го реши овој проблем. Јас со бе разговор, викам, абе да умрам да видам дека нема меѓи во Македонија. Зашто? Тоа е пак уште тоа е карцином, земјоделски карцином. Има ли шанса, еве, све да разбереме, но има ли шанса тоа, сепак се работи за менталитет на луѓето? Има ли шанса тоа да се спроведе меѓу луѓето? Па менталитет беше пушењето. Така. Колку имаше отпор? Имаше 2-3 години жесток отпор. Така. Па се спроведе. Сега си влегам во кладилница, фино ми е, си одам у кафана со жената, фино ми е. Не, да ме труе некој. Фискализација, кога одам на аеродром, дека одам со ташнава, ева, тогаш е, мислите дека сум инспектор, па да виш кога одам фискализација, еднаш одам во, да не споменувам са фирмата,
Земам бурек јенко и си излегувам надвор, ми вика, господин не плати. А што викам, што ти платам? Јас ми давате фискална. Секој ќе ме види уште во Драчево, од аеродром, фискална ове. Али ние уште немаме дисциплина, никој не зема. Тоа треба некој инспектор, имаш ли фискална надвор? Немам. Ај 100 евра, што не ја зеде? Господине, ја гледам, произведувате и ладно цедено маслиново масло. Во перспектива. А во перспектива, бидејќи овде стои на ова... Многу е добро сега тоа, ние... Гледам, инаку е апсолутен хит во Македонија тоа. Види се, енормни количини во Македонија се носи Ш категорија маслиново масло. Помас, тоа е, да ти кажем, маслиново масло, неколку капки, другото е дали од маслодajна репица или тоа што е поскапото од 700-100 динари, пеќе. Тоа е ладно цедено. Од 6 кила маслинка, од 5 до 6 кила маслинка, мерена со се коска, се добива 1 кило маслинов зетин. И кога ќе напишеш на математика, например, по 2 евра да биде маслинката, 6 по 2 евра, тоа се 12 евра. Колку права тоа? 700 денари. Значи, поздраво е да го купиме поскапото, тоа е поквалитетно. Ова што го земате, другото се труете. Да. Се што е до 300 динари се труете. Не, буквално се труете, него ништо. Колку да пиши таму помас. Што е помас? Глупост. Тоа е мешавина меѓу маслиново масло 10%, 90% од маслодajна репа или од сончоклет. Вашето какво ќе биде ова? Нашето ќе биде оригинал, не сме да прави Киро Киров, такви даловери. Не сме фирма Кога ќе почнете со производство? Па да сме живи и здрави на есен. Може ќе почне. Да. Тоа се финансиски банки ведерат многу големи кредити. Па ајде, ја ти предложувам. Еве, направивме маркетинг, ќе ти помогнем уште малце, бидејќи си единствена компанија во Македонија што ќе произведува маслиново масло. Може уште 50 години никој нема да... Да, и мислам дека нема да има проблем ни телевизија таков маркетинг кој е од национален интерес. Еве, на пример, ти предлагам... Ама тоа е маркетинг што го направи од Господ. Тоа е благословен маркетинг. Еве ти предлагам конкретно предплата. Предплата. Да се предплатиме, да уплатиме и за месец дена или два достава на тоа масло. Ја мислам дека ќе има и интерес. Ете, ќе ги добиеш парите како кредит, кој не ќе можеш да го враќаш. Масленото масло, маслинката знаеш дека е од Господ. Уште пред Исус Христос, уште преди 1000 години. Тоа е толку антиоксиданти има, значи тоа го делува на канцеро, намалување на канцеро, може и метастазите ги суши, после делува на крвниот притисок, го намалува, триглицеридите. Значи, чудесна... Јас и листовите пуштив тебе ми се чини во ова, не знам дали ги пиеш или... Не. Ќе проверам дали ги пиеш, да знаеш. Не сум ги пиел, но... Се ме разочара. Да знаев не иде ако не ги стојат. Добро. Кажете ми, во Македонија има чудни работи. Например, ние не можеш да најдеш, и тоа кој ќе го најдеш е два и го наоѓеш. Например, лук македонски. Тоа е кинескиот, кој е, ја мислам дека е генетски модифициран. Секое чанче му е исто. Тоа е невозможно просто. Абе, ќе почне да ти растат влакна во ушите, да ти растат на задников влакна. Кромит. Абе, не би јадите така. Кромит. За кромидо не знам, али за луко кинески мене ми се чини дека тоа нема веза со природно. Ти кога јадиш не мириса на лук, поќе мириса на тиква него на лук. Дојсе на тиква. Но, значи, поентата ми е, има работи кои се увезуваат земјоделски производи во Македонија. Не смеме јанко да дозволиме. Кои ние ги произведуваме. И тоа е просто фрапирачки. Вие ми кажавте некои продукти кои ние ги увезуваме, просто фрапира. Например, кромит ние увезуваме. Што уште увезуваме? Компир, да? граф од Казахстан. Па, прочуем беше тетовскиот граф, јас извезував граф во Бугарија, во Србија. Сум извезувал по 20, 50, 100 камиони кромит од Бучин. Бучин има да производи колку цела Европа да ја задоволи со кромит, квалитетен. И то кромит кој навистина има антиоксиданти, кој навистина го лечи бронхитис и другите овие на дебелото црево делува. Друго што граво. Орис увезуваме. Да. Па се ова со Тајван таму, кошта може 10 денари. Види кој што јас
замерувам малце, тука треба. Например, 98-2002 година имаше еден закон, ако извезиш грозје, 2 кила, можеш да увезиш јужно овошје. Тоа моја идеја беше. Добро. И ја прифати. Ако извезиш јаболка, па сега фрли ги во Сава, во Дунав или во Егејско море, ти дава да увезиш цитрони. Сега секој може да увези јаболка, а и ќе ги извези. Ајде да те видам да извезиш, треба да родиш ако си машко. За увези секој може имаш пари, увези што сакаш. Има една, се сеќавам кога влеговме во Југославија на почетокот по Втората светска војна, една од првите работи што беа рашрафени од Македонија и однесени во Словенија беше цела шекерана. На делови, на возна товарина. Ле, кај ме закачи за шекерана, да сега ме погоди овде. Добро, да довршам. Значи, цела шекерана е одшрафена и однесена во Словенија да произведува. Ние останавме со една шекерана, но според оние податоци што ги имам, во Македонија ужасно малку, скоро воопшто не се одгледува шекерна репка. Од каде и што произведуваме? Еве, вака, со занимувањето на... Еве, можеш да почнеш први од шекераната од многу добро го знам случајот, беше, Битола. Битолска шекерана до 2002 година, додека беше ВМРО ДПМН на власт, произведуваше шекер. Министер беше Маран Ѓорче. После се замина ВМРО ДПМН, замина министер, умре шекерната репа. Не ја сејат. Нема ли сметка? Како бе нема сметка? Први шекерната репа е одишен плодоред. А тоа што значи? Дека ако сее пшеница, јачмен, нема да употребиш инсектициди, има еден инсект забрус кој ја напаѓа пшеницата, ја напаѓа јачменот, го влекува во земјата и ти прави големи штети. Ако ти имаш плодоред, шекерна репа, бега забрусот. Го нема. Значи не даваш накранни средства за дифонат, за линдан, за галатион. И тоа е голема работа. И ја прави земјата квалитетна. Јас имам човек во Билимбегово, Јанко, Цветко, по име, кој произведуваше 100 тона на хектар. Тоа се веќе светски и европски приноси. А со 30-40 тона ништо не правиме. Али Македонија има услови, сега со системи на наводнување, особено Пелагонија, Кочанско. Зашто, например, во Кочанско да нема шекерна репа, кога има киперпродукција на ориз? Еве, не оди оризо. Зашто во Струмичко има киперпродукција на бостан, на Љубеница, па извини, нека посадат кикирика, нека се посади шекерна репа. 120 тона ќе даде во Струмица. Зошто не се посадува? Што се вашите сознанија? Па моите сознанија се увезува жол шекер. И поевтино. Твојата емисија колку удара во и премиерите ги гледаат, и министерите и се. Јас некој пати поставував колку штити мене. Зашто 30% царина на шекеро? И гледаш некој паметен 2008-2009 година на 5% царината. И сега шекеро од 50 динари стана 30, така? Така? Добро. Зашто царината беше висока. Сега нема царина, никој не штитиме. Ќе штитам јас фабриката шекер во Битола, која не е во македонска собственост. Зашто не штитам? И треба таму Пелагонија пак да се обнови шекерната репа, Скопско. Од 3 кила, например, имаше преку 100-120 тона порано шекерна репа. Ние целото производство негде скоро 80%, 30 тона Македонија троши шекер, 40 тона зејтин. Ние 100% везуваме масло од Украина и од Бугарија. Многу малце нешто Сончо Гледима кој го користи Филип II за ладно цедено масло. А ладе им ја направија фабрика кој го мелат и добиваат ладно цедено масло. Само тие произведуваат. Филип II. Не се знае. Особено на Жан Митрев, брат му, да. И тоа е, јас го користам него за салата, него потребувам ова по 300 денари, а немам пари да купам ова. Интересно, едно од маслата кои се многу хит и во последно време го користам, купувам италијанско, што се наоѓа кај нас, а тоа е масло од семки од грозје. И тоа е интересна работа што, еве, ние со сево ова производство на грозје, на вино, така натаму, сигурно она што останува... Не останува, сигурно останува 20.000 тона семки. Зошто не му ги даме на Благоа Ѓорев, кој има да мели машина? Ќе му ги нека произведува тоа. Так. Значи, со шекерот таква е ситуацијата. Таква е.
Ектар шеќерна репа моментално немаме. Немците ќе на селјаците, овие не дават цена, 3 динари или 2,70, што е навистина символична цена, барем 5 динари да биде кило, да има некоја економска рачуница. Дали има тенденција, например, на одгледување на земјоделски производи за пред неколку години, пред кризата, беше тоа многу актуелно и ја качи цената на храната на исклучително високо ниво, а тоа е за производство на биодизел, на гориво. Значи, наместо да ја продава како сточна храна, ја користи за производство на биодизел. Имаш ли такви податоци? Биодизел најдобро е маслодайна репица. Значи, ние имаме идеални услови за маслодайна репица. Јас сум огледувал по 500-600 хектари маслодайна репица, али зектин од маслодайна репица има еден укусен, посебен вкус. Ако си земал порано специјал, па мирисаше малце на риба. Така. Тоа е од тоа? Тоа, од маслодайната репица. Со чогледот веќе е поквалитетен. А од пченката уште поквалитетен зејтин. Ние мислевме дека тоа масло за јадење нешто не е добро. Па не, затоа што од маслодайна репица е мирисаше на риба и кога ќе ставеше да правиш јајца, тоа мирисаше од Драчево до аеродром. А купуваш сончоглед на етикетата стоеше. Сончогледово масло. Не, ти кажува што? Ти вика специјал. Така беше. Да, специјал. Точно се извинувам. И како да пржиш со рибиново масло. Масло, така. Знам, мајка ми стално го збореше тоа, вика, не знам, вика, шо е, вика, на риба мириса. Ама зошто да увезуваме веќе 30.000? Фактички се увезува брилјант, тој не увезува, тој носи, само го рафинира од ја вади јота и ја полни, 30.000 тона за нас и 20.000 тона носи во Србија. Не излезуваме во Србија масло за јадење. Тоа не знам ли ги имаш ти информации. Брилјант растура во Србија. После и Пишев Бисер во Струмица произведува и он носи од тога, зашто не му оди некако ист квалитет има како брилјант. Али овие К15 направија ломбе со тоа, ај по една чаша ракија се напијаме. Добар маркетинг е исто така многу. Маркетинго? Вложување во маркетинг е апсолут, мислам, тука треба на луѓе да им е јасно, не може да се остави. Мислам дека само на жолтата ракија не и треба реклама. Види, жолтата ракија Јанко Фатаморгана. Тоа е, например, овде сега, јас гледам дека две камерали, а немам. Жолта ракија ставена натре на парче дрво и ја прави жолто. Жолта ракија не ставам буста, само бела ракија. Што добивам што ќе пијам жолтата ракија? Не е таа права што... Како бе нема... Ај, молим те, нема ништо, да се додава нешто, например, да прави жолт, органска материја, нешто да се даде во ракијата. Не е некој природен процес од лежењето во бурење? Нема везе, само ставено тамо некој дап, некоја бука, некој стапче, да даде едно око, така, знаеш, како кој на жена од 65 години нашминкана, кој ќе видиш 40 години имаме, кој се разбуди са бајле. Ти мило да бегаш. Зафативме доста теми. Ме интересира дали пчеларството е тема која може да биде интересна за македонскиот граѓанин, за да се... Може би сум забележал дека доста млади луѓе започнуваат со пчеларството и на некој начин брзо се учат, иако и таму треба многу знаење, има процедура, но брзо се чувствуваат ефектите и многумина се нафаќаат со пчеларство да се занимаваат. Имаат субвенционирани се, има откупни центри кои функционираат. Ма немаме ние многу мед, 1000 тона мед. Во времето на Турско имаме 100.000 тона мед. 100 пати повеќе во времето на Сулеман, ова што го гледаме на телевизија, која беа тие кошниците, сега имаме модерни, имаме 100 пати помалку мед. За мене нонсенс. И пчеларството да ти кажам сега. Например, јас да сум некој фактор, реонот Свети Николе, Штип, ќе посадам 50.000 хектара под багрем. Багрем? Да. Така, за багремов мед. Багремовиот мед е 10 евра во Германија. Германецот не јади друг мед, само багремов мед. Или акација по бугарски. Зошто? Па затоа што содржи некои антиоксиданти кои другите медови не ги содржи. Некој пчелар ќе рече овој продава памет, ама германците го сакат, многу е лесен, сварлив и го сакат. Еве јас од Бугарија 94-95 година одев
Тие многу мет имаја, сега ништо немаат. И сакаа сакав да излезувам и кој ми рекла само акација. А ние си очуваме за нас, да си го извезиме. Ти откупи шумски мет, откупи ливадски мет. По ливадски мет тоа е како се ти кажам. Од сите билки по нешто и на крајот ништо. И медо, јас на пример не земам мед течен никој пат. Само ако е кристализиран, како сапун. Да, Тога знам дека особината на медот да кристализира. Так. Знам дека е прав. Тука нема Оној што не кристализира, тој е мешан со шеќер. па гликоза става 300 работи. Али ако е косапун ако е, тоа си земам по 15-20 тегли и си оставам под јазикот, значи најнеш да не го консумирам и постепено се разложува и добиваш една благосостојана ситуација. Хај. Хај. Добро. Океј, ќе одиме сега, ќе направиме уште една пауза, па веднаш потоа ќе го продолжиме уште малку разговорот и ќе го приведеме кон крај. Илија, имаш нешто да се доискажеш? Па ме прекина за пчелите. Јас сум крив, така е. Ја го те прекина, добро? Например, пчеларството може да биде гранка која навистина може и многу фамилии да нарани. Овие што зема стечајци што имаат напуштена земја. Значи 100 сандаци можете на фамилија перфектно да живее. Зашто тоа не го прават, не знам. А имаат остаени површини во Беровско, имаат во Кичевско, имаат во Македонски Брод. Прашувам зашто? Затоа што, како што реков, во времето на Турско имаше 100.000 тона, сега има 1.000 тона мед. Па не знам како да на некои луѓе им е поубаво да чекаат социјална помош од државата. И да продават седина пред бисер. Одошто да продаваат, да работат. Некако како Види пазарчето кај нас на аеродром нема производител. Имаше 2-3 од лисиче умреа, се препродават. се препродаваше. Ја зема праската по 20 денари од мен, има праска, 20 денари ја продава 40. Па многу бајанко 100% заработуваш. И сега ти која не идеш на пазар да ја продаваш? Па види се 500 хектари праска сега, тоа е трета рака. Оди на Кванташ и од Кванташ ќе оди кај него. Значи тоа е еден нормален процес кој пазарот го создава. Да бе, не е нормален, тоа е ненормален процес. Како би требало тогаш да биде? Па треба како да биде. Првим пазарите, еве во аеродром пазарче, тоа не е пазарче. Првен тоалет има колку поврго таму 100 души се. Второ, нема хигиенски услови. А 100.000 души да обслужи. 100.000 души е едно пазарче. Тоа пазарче треба да биде ако сакаме да има со стандарди, да има air condition летно време. Одиме не се согласувам со тебе. Збориме за процес и тоа нема врска со физичката состојба. Ако едноставно ти сега кој работиш на големо, немаш време и енергија да се посветиш во малопродажба да одиш, тогаш нормално е дека ќе се јави накупец, ќе дојде да купи и ќе го продава на пазар. Не знам, не гледам што е проблемот. Како иначе не си далеко од вистината. Да, како иначе, единствено тогаш маркетите би биле интересни, пазарите да изумрат и луѓето од маркети, од ланци од маркети да набавуваат. Па веќе од ланците од маркети во Рамстор, во Тинекс ги снабдуваат, еве ние. Па еве ја искрено да ти кажам, 90% ми од Тинекс од и од Рамстор. Пилјарата на Тинекс од таму купувам, затоа што Рамстор имаат по-разноврсени, имаат Тинекс има голем број на продажни места и тоа е огромна количина, значи он зема и стално е свежо, стално е разноврсно. Рамстор се рашури 19 супермаркети има веќе низ Македонија. Так. И побогати се. Ама не можам кога ќе видам Јанко Круша таму 250 денара. Абе, доста ми рекламираш некој таму фирми од Марс бе. Абе, имаме своја златна фирма 10 пати. Ја кажи Тинекс, ти Рамстор. Ја Тинекс, ти Рамстор. Шо, имаш ли дил ли со Рамстор? Извади мајца. Рамстор, па Рамстор. Шо па Рамстор? Ама гледам снабдене. Како снабден? Најдобро е снабден Тинекс, сегде го има. Па не согласам со тебе, 15% не е точно. Значи тебе ти гледаш како скопјанец. Тинекс отвара продавници и во најсиромашни места и да е достапно секому, а не само на елитните, каде што ќе овакво одговара. Рамстор не вработува афганистанци, вработува македонци. Доста. Добра. Немој приказки за мали деца, затоа што наши луѓе и работат и затоа што има најголем број на малопродажни. Што ми не работа како пензионер, да видам колку е цена и таму, колку е да направам селекција. Ама ти си во аеродром. Ама аеродром не е цела Македонија. 15 метра се далеко. Ја те зборам, они не отвараат во други места помали.
Тинекс отвара сегде. И тоа е затоа што мали има Тинекс, а? Не мали, туку сакам да ти кажам дека таму каде што овие големиве шминкери не им се отвара, бидејќи они бараат клиентела со джипови да има. Овој отвара секому. Така што респект. Ама Рамстер е фирма Сакав да сега ти си направил некој дил, па покушаваш овде дека реклама. Јас Покушаваш реклама и сега по 10 пат се расправаш со мене. Не ни покушавам реклама, не сум правил некоја Приказни за мали деца. Јас ко пензионер, со една пензија средна, си одам, си гледам кај ми е поевтино, одам си земам. У Тинекс е најефтино и најквалитетно. Не согласам со тебе. Да. Затоа што појма немаш. За 2 сати се согласи, дали тоа не можам да се согласам. Не, нема врска. Купуваш таму 15 денари стави се на пример. Таму во Тинекс е 30. Иди купувај турски работи, нема проблем и после тоа овде кога ќе доеш у емисија ќе ми збориш за македонски производи, а уствари дволично ми трчаш таму за некои турски маслинки што се овакво. Кај ја нема, ја има дојранската, ја нема. Каде има дојранската? Во Тинекс ја има. Ја нема. Во Тинекс. Ја има во Кам. Ја има во Кам и во Рамстор. Така. Ја нема во Рамстор. Во Рамстор не можеш да ја најдеш, затоа што е скриена за турските маслинки. Те прават будала. Ама ако ти си најде сега или фактурчињата. Голема грешка. Сакам да ти кажам дека се јави еден Маријан Илиевски кој вели дека се сложува со тебе, иако не заслужуваш за све. Мора се сложува и некој. Се сложувам со гостинот во скоро 200% дека е во право. Има круша околу 20 години, 1000 садници. Тоа е во површина е 5 денари, а приносот и парите што ги земаат е исто колку да работиш 30 декари лозија. Мислиш 5 декара, не 5 денари. 5 декари површина, не 5 денари. Се извинувам, од далеко ми не можам да дочитам, од 4 метра го читам. 5 декари површина. Површината е од 5 декари. Значи, не вади околу 10 тона. Да. На 5 декара. Како да работиш, вика, на 30 декари лозија. Најдов лек за... Како на 5 хектара? За псилата. Псила, не псилата. Псилата. За псилата. Да. Таа е оса. Да, за псилата. Па тој нека да стане професор на земјоделски по ентомологија. И тврдам дефинитивно дека во Неготино не треба да има лозија. Само круша му е мајката. Ете ти слики и види како тоа изгледа. И кајсија. Како тоа изгледа кајсијата, ја обрав пред 15 дена и немам, на жалост, слики да ви пуштам да видите. 1 декар кајси, еднакво на 10 декари лозија. Не е тачно, на 20 декари лозија. Еве неколку слики од неговите гродето. Погледни малку. Еве му ги приносите. Beautiful што викаат англичаните. Beautiful што викаат, чудна работа. Не знам, на турски како е чок джузел, пошто вака турски гледам прилично се разбира. Се разбира турски, сега во Скопје заборев. Да. Видео ти кажам, јас оваа ваква круша немам видено скоро 15 години. Од 90-та година навака нема круша. Машала. Машала. Ете, само малце плевели има да испрска со Раундап или Цидокор, глифосат, да нема толку плевели. Нека не прска затоа што ќе му биде органска така и уште поквалитетно и повисоко. Не, поќе ќе му роди поголем, овака му земат храната и водата плевело. Ја не гледам баш овдека плевел дека има. Прилично е чисто. Да, чисто. Се овде има изработено. Во другата слика ми се видено го плевел. Од тие се видам плевел како епилепсија да добива. Така ли? Да, затоа реагираш. Све ми е јасно, Инсекти, болести, плевели. Добро. Ете, тоа беше дел од коментарите од гледачите. Добар си? Нешто да кажам? Кажи. Ова што ми се случило во животот во Скопско поле Не ме интересира. Сакам да идеме се шегувам. Сакам да идеме затоа што има безбројни теми, а времево веќе ни е при крај. Кога помина? Помина. Се чувствуваше добро, нели? Не, добро. Тоа е сега колку го бива водителот да ти направи да се чувствуваш убаво или лошо. Па види, ние сме како Джемини. Сакам да те прашам, воопшто не посветивме на сточарството во овој разговор, иако е
и тоа како врзан. Има една врзан со аграрот, нели, нормално. Има еден позитивен тренд во последно време, а тоа е враќање на козарството во Македонија. И тоа на големо, па дури и познати личности. Кој дилетант ги очисти козите, не знам. Знам кој, Лазар Кулишевски. Ама сега Бог да го прости, за умрените се наиво козата. Козата е чистачна во шумата на отпадоци, немаше барем пожари. Немаше пожари. Сега нешто правила штета во шумата, голема работа. Цели фамилии. Немаше куќе што немаше 100 кози, Јанко. Немаше фамилии. Ние можеме 2-3 милиони кози вака да чуваме. Здравје. Не бара таа храна. Не е како мене да бара кебапчина, кременадли. Таа е како тебе. Јади морков, јади зелка за този вака здрав се. Како зелка. Како морков. Значи во незиниот јеловник, значи има нешто се нутрициско. Сакам да кажам дека се враќа на големо и тоа се е поприсутно, например, на пазарот. Козиото сирење, козиото млеко, иако не се продава како такво, козиото сирење е сега прилично актуелно, па и козиот кашкавал. Се помалку, например, јагнешко, се повеќе се бара јаречко, како месо за конзумирање. Не јадам јас ни јагнешко, само свињече. Не ми е гајле што јадеш, збориме општо за македонскиот конзумент во Македонија. Тука ме пипна една дена. Значи, цената на млекото, што му плаќа, например, млекарите, према финалниот пројдот е многу скапа. Разликата многу земат млекарите, например, плаќа, например, од 6 кила млеко, ако имаш диетрон тука по 18 денари, колку прави? 70 денари. Добро. Се продава кравје сирење 230 денари, 240. Што е толка разлика? Треба се продава најпоќе по 150 денари. Од 9 кила крави кашкавал, ова крави млеко добива крави кашкавал. 350 денари се продава. Зашто се продава 350 денари? Зашто се продава? Па претпоставувам дека на пазарот чим е барано, онда можеш да ги Ама ви се има луѓе со пензија 10.000 денека, не кашкавал? Значи пазарот не може да произведува социјално. Не се согласувам со тебе, Јанко. Но ако има хиперпродукција, ќе паѓа цената. Тука треба да има регулаторна комисија. Така. Како што има за струјата, за се каже, чекај бе пријател, од колку откупаш млеко толку. По која цена ти е кашкавало толку? Ајде да си го намалиш ова, дека ќе следи ова и ова. Како што иди брашното, пшеницата од Бугарија и од Србија. Видиш пекарите што се фраери. Ја земат по 8-9 денари пшеницата и па небо 30 денари останува. Ами чекај сега, колку правите ви улав? Ај македонска пшеница е 15 денари, пек е некако, па е скап. Али со 2 пати пониска цена бугарската и ова, исто цена на лебот. Има некој таму да му каже, чекај да чукне го тинг-тинг. Ај намали го лебо на 15 денари, на 12 денари. Тинг-тинг. Ами така ми шо. Јанко, види, без регулаторна комисија, и за тоа како што има струјата, како што има а тогаш што ќе оставиме на пазарот да ја регулира? Тогаш ајде да ја укинеме демократијата. Што ќе регулира пазарот? Не, тоа ти ми легуваш во зборо, ме деконцентрираш. Не може, например, па сите пронајди има по 5 джипа во дворовите. Си видел ти некој пронајди сиромав? Не. Јас од Белград дојде, 102 пара гајки и 2 пара чорапи, сега има 2 джипа, жена му 15 кила злато, од каде? Значи, затоа што лево, што треба да го продава 12 денари, го продава 25. Еден геврек, некој што поќе од 5 денари се продава 15 денари. Треба да го чекаме пријател. Зашто во Куманово, зашто на Бипата буреко се продава 25 денари, кај мене во Бистар 50 денари буреко. Значи тоа има сметка, овој нема сметка. Значи тоа е логично, тие на Бипата лалда им е. И тоа во Куманово. Квалитетно месо, квалитетно брашно, со висок генетски потенцијал тоа брашно, тоа се вика енергија, на 120 ако е енергијата, тоа брашното е екселент. 25 денари. Одам таму, дај ми цела тава за 100 денари, а вака ќе земам само пола тава во Ваташа, во Специјала или на други места. Доста и од тие лебови што ги купуваме, ја бев фрапиран, кои во
твоите популарни маркети се продаваат, например, ми кажа дека уопште не се со некое брашно од тука и тука замесени. Тие се полузамрзнати производи кои стигнуваат дури и од странски земји, најчесто кои само овдека се печат. Исто така прилично беше поразително првите тестенини. Например, во Македонија нема на рап да најдете кондурум, од тврда пченица, мислиш? Да најдете никакви тестенини производ. Освен се појави пред некоја година кој интензивно ја рекламира во мојата емисија. Да, се сеќавам. Да, една компанија, мислам од Битола дека беа. Да. И тие самите кога изјавуваа велеа дека за да го произведат тоа увезуваат жито, поточно брашно од Италија, дури не ни жито, туку брашно од Италија. Викам, каков македонски производ е тоа кога ти увезуваш жито? Ние ја немаме тие житни култури за такво производство. Зашто имаме ние жито? За каков леп имаме ние? За леп, да така, ние немаме квалитетно зрно. Немаме со голема хиториска тежина, немаме со голем глутен, тие се вадните особини на, немаме со енергија. Значи имаме нашето брашно е со 60 до 70% енергија. Да е добра енергијата, еве зашто Јанко. Нам сум го приметил, кога користам наше брашно за месење, многу потешко ќе се дигне, многу потешко со нешто е енергија. Например, ако се направи тестото, ако падне одма никаква енергија нема. Така. Али ако стои вака една недела, тогаш има енергија. Така. И зашто например Полок во Тетово има неквалитетно брашно? Користат тврда пченица, дали од Аргентина ја носат, дали ја носат од друго место, или Зик Пелагонија за ни произведува и само се користи брашното од Тетово. Најскапо е, али никој не прашува бурекџија. Од во буреко да ставиш и дијамант има сметка. Јас со Ацо Симевски, директоро на Житолок, сме вика Илија, буреко ме вади мене, како влеп, како се. Дијаманти да ставам имам сметка. Ево Јанко. Така, толку е исплатлив. Зависи кој како работи, не знам, Кадино им идеше добро, па сега не знам дали се враќаат. Се извезуваат бе тие за Шведска? Извезуваат, ама има поприлично проблеми и они со кризата која зафати светска. Сакам да кажам дека зашто е тоа во странство? Зашто е тоа така? Извини, ќе заборам мислата. Например, Кадино дава брашно во Тинекс или во Рамстор или во други места. Например, Тинекс кажеш уште еднаш Рамстор, гасиме емисија и си искачам. Еве, Тинекс им плаќа на 6 месеци. Како ќе оплати пшеницата, например, на Велјо Тантаро или, например, на Не така, значи, ги проверував тие работи. Постои закон за облигациони односи, каде што точно се знае на колку дена се исплатува фактурата. По договор на 45 дена. Значи, тоа се прикани за мали деца. Инаку, законски, ако тоа не го исполнат, големи се пеналите. Знам затоа што и ја исто работам. Сакам да ти кажам дека често пати патувајќи во странство, во соседни земји, еден исти продукт од месо е многу поквалитетен од месо кое ќе го купам, не знам, у Рамстор. Зошто е тоа така? Зошто е едно парче телешко, јунешко, кое е исто, например, кое е далеку поквалитетно во некои околни земји, да кажем. Во разговори со луѓе кои работат зборам не директно во кланици, немам прилика, но еве луѓе од малопродажбата, они велат дека најголемата разлика во она, например, или пилешко месо или слично, зошто е? Кокошка е кокошка. Таа е иста и кај нас, и во Грција, и во Австрија. Но разликата е во класата на сточна храна. Значи, вика, разберете една работа. Вие, вика, во вашата земја имате еден квалитет на сточна храна. И тоа е лош. И со него се раните. Сакам ова да го искоментираш од како ќе го кажам. Вика, а во земјите од Европската унија особено, постои сточна храна која има 4 ранга. Значи, прв, втор, трети и четврти. И спрема тоа, со каква квалитетна сточна храна е хрането, животното, таков е и квалитетот на месото. Затоа, тоа е нешто што кај нас се уште го немаме постигнато. Апсолутно се право. Еве се за една информација, ние даваме 30 милиони евра за увоз на свинско месо. Да. Ние даваме 40 милиона за увоз на беби биф, на јунешко месо. Да, токму. Даваме 30 милиона за бройлери. Фрампантно, тоа се 100 за 30 милиона фрлени пари за оно што можеме да го произведеме во Македонија. Токму така се согласува.
Зошто сточарството, зошто едноставно овие... Ама треба време, оваа влада, например, од 2006 година со субвенциите, со се, ќе треба уште 15-20 години. така. Значи не можеш, ти преку, не можеш, например, така. ако нешто се направи куршлус во една атомска централа, така ќе треба време да се очисти од радиација, од се. Овој направи радиација од 2002 до 2006 година. Затоа кога ќе отидеме по маркетите не можеме да најдеме македонско пилено, затоа словенско, хрватско, босанско. Извини, пилко има. Пилко има, ама малку има. Значи, ја, како да ти кажам, кога ќе дојде пред фаца, значи имаш, не знам, перутнина, пилко, па Индија, па ова, па она, па 300 чуда. И јас си знам само пилко. И ќе ти се прво ми е најефтино и ми е тазе. Апсолутно се согласувам со тебе, но премалку е. Кога велат во германски маркет кога ќе отидеш, ти не можеш да најдеш странско чоколадо. Да, али они имаат 5 јаки фирми собствени. Ама ние подпишавме со Светска трговска организација за безцаринска. Така. За слободен увоз. И ние не можеме да си ги заштитиме. Тоа е грешка за мене. Своите производи. Тоа е за мене грешка, иако некој вика дека тоа е добро ради виното. И не може да се заштити сега. Не може да заштитиш ни за XY работи. Да, така. Може се штитиш ки чекеве, си Така. попишал. Да. Во цепта се во лепта, тамо се и готово. Не можеш да си го заштитиш производството. А ние имаме слабо производство, кој што 2 до 3 тона пшеница. И не можеш да се наметнеш. Не можеш да се наметнеш. А он има огромно, има пакување, има пари за маркетинг. Ама зашто ние не можеме, например, 500 бройлерски фарми да направиме по 5000. Повеќе што дремат, што земат социјални помош, нека чува 5000 бройлера, ама ќе биде поскапо. Ама ќе биде наше. Ќе вработат 20, 3, 5 до 60. Пак се враќаме. Зошто не произведуваме чипс? Затоа што вика инсталацијата вика на една фабрика е толку скапа, вика нашиот пазар е мал. Па извезувајте бе луѓе вика. Па извезувајте. Ама Јанко, нашиот компир кошта 20 денари. Так. Во една Австрија кој има 2000 евра плата е 6 денари. Завршен цитат. И сега тој има поќе сметка, ама не му давам да увезува бе компир во... Ама не можеш да не му дадеш. Па тоа што не можеш да му дадеш, па нека извези нешто. Сметаш ли дека може би регулатива да не може, например, во ајде да речеме, не знам сега збора малку на памет. Ако веќе е пилјарница или сектор од пилјарница од маркет, да мора да содржи од истиот, ако продава компир, да содржи и македонски производ. По било која цена, а не само увозен. Ма јас сакам да биде само македонски, не ќе му увозен. Така е, и јас се согласувам. Но ако веќе мора увозен, така, манго немаме кокос. Биди, ние го увезуваме по задошниот материјал, значи хибридо компиро е од Холандија. Ние уште немаме хибрид. Уште некој паметен не се нашол, после 60-70 години, да најде компир хибрид така. И да не зависиме од Холандија. По 1000 евра тон. Значи, кај нас потребно е науката да се вклучи. Науката е катастрофална. Нека ми извинат и професорите, значи, на што докторира не знам јас. Значи, треба науката да се вклучи. Заклучок од ова што го научев ја вечерва од тебе. Науката значи, и науката. Да се вклучат. Потоа да едуцират. Тоа едуцирање да се спроведе со помош на владата, за да се создаде Министерство за земјоделие. Најстручни кадри да стави у подрачните единици, најстручни, така, кои, например, знат се. Значи, јас во земјоделието поќе ја познавав пшеницата и јачмено, него жена ми децата. Тоа се е кажано. Поќе ги познавав сончогледо, пшеницата и јачмено, луцерката, него жена ми децата. Значи, тоа се работите за да се дојде до една карта за организирано и планско. Значи, спасот на Македонија е кога ние ќе дојдеме на едно ниво на планско производство на целата територија. Само тогаш можеме да очекуваме големи профити. Не само планско, како земјоделска карта. Која култура одговара на која клима и на која почва? Па тоа е нели планско? Да. Не, планско производство е, например, во времето на комунизмот. Треба, например, да произведиш 15.000 тона пшеница и мора да произведиш. Не мислев на тоа, туку мислев на планско производство, што, каде да се одгледува поточно картата. Види, се држи твој муабет. Например, на Македонија и треба да речеме 5.000 тона љубеница. Овие наши, да не кажам главучи извозници, карикирам, се прати извозници, не може да изведат љубеницата. Веќе од љубеница има и полска, и чешка, се смена климата, бе, Јанко. Да. И таму веќе 35 степени. Да, веќе е сега. И за тоа јас ти реков, треба да има езење на лешник, на мастинка,
на јапонско јаболко, на калинка, срамота да немаме и калинка. 500 хектари можеме калинка ние да имаме од Валандово до Доријан. Па една фабрика за калинов, за сок од калинка. Па калинката е еликсир на животот. 100 има антиоксиданти во неа и витамини. Скопје беше едно време познато за калинки. Не знам дека Скопје имало калинки. Чекај, Си извинувам. Моја грешка. Не, нешто друго мислев. Капчворк, окей, многу работи, многу податоци и кај мене. Грешка. Значи, калинка немаме, тоа е катастрофа. Тоа е катастрофа. Ама што садиме, за пример, лозја подигаме во Варландовско, која, на пример, не можеме да го продадеме виното. Еве, виното закочува. Па посади 5 хектара калинка, 10 хектара, 15, 20 хектара калинка. Таа не бара некоја почва, квалитетна. Ама треба да го А фабрика ќе се отвори, фабрика за калинов. Па има луѓе што имат дебели долги џепови, може да направите една фабрика за калинка. Од сокот од калинка е еликсир на животот, Јанко. Тоа е чудо нешто. Да пиеш сок од калинка никога нема да умриш, ќе скапиш. Што не направиш? Што не направиш? Па сега немам толку длабоки џепови са. Колку ти треба? Колку ти треба? Па сега, ако би вратат конфискација и национализација, оно што барам, најдовеќе на разбирање, бев на разговор и фино ме примија на највисоко ниво. Мислам да не го вртиме муавето на тоа. Значи потребни се големи инвестиции, така? Па не кошта 2 милиарди евра една фабрика за калинка. Нека кошта најпоќе 5 до 10 милиони евра. Ти ќе земе за 2 години, јас гарантирам. 2 години? За 2 години. Па коме Чешка не може да произведи калинка, Полска не може калинка, така? Унгарија не може, клима нема таква. Не може и маслинка. Ние треба да одиме на јапонско јаболко, на калинка и на маслинка. И што реков на Алта слабода. Што фали на овие сорти јаболко ние во Македонија што ги имаме? Па откупен центар направија за тие квалитетни. Јанко, имаме ние Ајдаред. Ајдаредо не е конзумно јаболко, Ајдаредо е за сок. Други јаболка има. Еве и тука Златен Делишес, Црвен Делишес, Муцо, Јонагол, Грин Смит, Чатал. Па јас тука мислев нешто да некој јаболка да имаме таму една површина горе од јаболки се кај се јаболка. Да, Грин Смит. На пример, ние имаме негде околу 4000 хектари под јаболка. Тој дава околу 450 тона на хектар, овие новија сорти се разбудија до 70 до 80 тона. Патулјасти се, ама ги прават малце поблиско. Да. Една до друга. Ама више овие фраерите, ќе продаја јаболкото кој беше Југославија, нема проблем се продај Ајдаредо, иако тој јас кој ќе го каснам како утата 6 дена кисела ми е, жена ми го јади, го обожава. Тоа јас не можам да го јадам. Јас го јадам златно и црвиот делишес, да го има. Место да градат хладначи на 4 степени, ама хладначе по сите со сите сатанати. Не само на 4 степени, него и газ кој ќе одржава, кој ќе уништува микроорганизми на самата. Еве во Ресен градат сега. Има едно Скопје изградено и лауда му е. Странската инвестиција зборам за овие. Да, кој се направи, тоа е веќе втор падеш. Навистина тоа е. И тоа ќе биде голем поттик за целиот регион да имаат откупен центар каде што ќе лесно ќе го пласираат. Како се Значи карта и ова ќе завршиме повторно со она што почнавме дека клучно за аграрот е овој потек после олку инвестиции. 120 милиони квадрови, никога не добиле толку. Да. Ама јас нешто морил и нешто им кажав јас. Вас владата ви дава европски. Вие враќате афрички. Со мали приноси 2000 јачмен. Тоа е најмногу, значи и јас се бунам. Значи државата и кравата, воданска кравата дава 12 до 15 тона шталски музни просек. Кај нас е 4 до 5 тона шталски музни просек. Катастрофа. Да. Катастрофа. Па што било скапо сирањето. А зошто дава таму? Сточната храна. Не е сточната храна. Кога влезеш во штала, го пушташ Моцарт, Бетовен, Том Џонс, кравата, вимето и го миеш, повеќе ја гледаш него жена ти. Значи, ја мазниш, ја тимариш, слама довде, вака. Па ти кажа, како жива? Повеќе ја чува жена му, кравата него жена му. Ама знај дека ќе му дади 30-40 литра. Неко кај нас, козата во Германија и во Израел, повеќе дава него нашата крава. Таа има некој...
А имаме ние расни Што прават, крави. ја ги маваат со флоци. Не ги рад како што треба. Не ги хранат. Храната треба да има силажа, кога Германија. Значи, рековме кога сточната Германија е храна. жолта како пудинг. Така. Па после му дават луцарка која нема ништо во неа му флосано. Значи како кирика. Значи, заклучок да донесеме за да ја завршиме емисијата, како што рековме, потребно е изработка на карта, земјоделска Ништо без карта земјоделска на карта. Македонија. Да се укинат мегите. И да ја завршиме емисијата темо. Значи, укинување на мегите, земјоделска карта, Поголема едукација на селекот. Поголема едукација, вклучување на науката. Браво. И последното ова што бидејќи и заклучивме дека многу пари се фрлаат, парите Ама не се јас толку многу платично кажав. многу Европски не се ги враќаат враќаат. афрички. Значи потребно е потребно, но за тоа да го има, потребно е науката. И ова последната мерка, а тоа е Нека мртат мацеме, нека стават професори дечки изми. Последната мерка е, или пуштиме да ја завршиме емисијата, жити се. Покушавам да ја Чизми нека завршиме. стават маце. Добро. Нека видиш што е кал. Да ја завршиме емисијата, молим. Потребно е, значи, ова што го прават со системите на наводнување, новиот инвестициски циклус. Ти благодарам за гостувањето. Фала и тебе. И се надевам дека вака се издува за едно неколку месеци, рад да бидеме од тебе. Немој да ме прекинеш утре кога ти се јавам. Немој утре да си се јавил, ќе те прекинам Ако има од чешка старт. тема, па јас после ќе дојдам ќе ти фрлам бомба во студио. Си фрли бомба у студио, сигурен сум животно да ја усречиш жена ми да види ја и она. Не, па да што правиме без тебе, те немаше 7-8 дена, одма пред изгони се качи 220-120. Зашо еве сега? Само имам проблем со жената, дека гласно те пуштам, кога разговарам, со телевизор разборам и се карам со тебе. Се караш со мене додека ваква, а? Се карам. Аби ќе стане некој ќе зборува Значи, јас. ја додека ми иде емисијата. И сега почитувани гледачи да видиме што има на Македонија, а или ја седи мирен више глава ми пукна, така да зборам, а? Па не, на 379 пати јавување, тоа да ми го кажеш, јас одма ќе добијам гастритис. Супер си. Многу ти благодарам за Јас тебе ти гостувањето благодарам. и до следна прилика. Фала. Тоа беше се за вечер, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.